Одиграно 23-то коло во првата фудбалска лига на Македонија. Во градското дерби работнички со пресврт го победи Вардар со 1:2 на гости. Неуспехот на актуелниот шампион го искористија екипите кои се зад него, Хоризонт Турново и Металург. Турново со 2:1 ја совлада Брегалница од Штип, а со голот на Миле Крстев во 81-та минута на преврат Металург со 1:0 славеше над Пелистер и ја забележа третата победа во серија. Во останалите надпревари Шкендија со убедливи 3:0 го победи Силекс, Дрита со 2:1 славеше на гостувањето кај Напредок, а Ренова со 3:1 го победи Тетекс. Следното 24-то коло на програмата се игра на 7 април. Македонската ракометна репрезентација синоќа загуби од светскиот шампион Шпанија во третото коло од квалификациите за пласман на Европското првенство што следната година ќе се одржи во Данска. Немавме сили да му се спротиставиме на светскиот првак и бевме поразени со 24-17 во спортскиот центар Борис Трајковски. Во дебито на новиот селектор Ивица Обрван, нашите ракометари беа комплетно надиграни и од почеток до крај беа во инфериорна позиција. На полувреме Фуријата имаше предност од 13:7 и истата ја сочува во вториот дел, во кој се чини и не трошија премногу од силите за да дојдат до сигурна победа. Во нашиот тим со по 3 гола најефикасни беа Миркуловски, Мојсовски и Недановски, додека кај Шпанија со 5 погодока Томас беше прв на листата на стрелците. В недела во Гвадалахара го играме и вториот надпревар со шпанците на кои сигурно немаме илузии за конечниот епилог. За нас во овој квалификацијски циклус сепак најважни ќе бидат дуелите со Португалија во Скопје, како и дуелот со Швајцарија на гости. Надпреварот превреме го завршија поради повреди Кира Лазаров, Филип Миркуловски и Владо Недановски. Комплетирано првото коло од четвртфиналето во Лигата на шампионите. Реал Мадрид со 3:0 го победи Галатасарај и со една нога е веќе во полуфиналето. Гала не одигра лошо на Бернабе, но се враќа дома со 3 гола за останување и само теоретски шанси за пласман меѓу најдобрите 4. Резултатот беше отворен во 9-та минута. Озил одлично му нафрли на Роналдо кој смирено ја префрли топката преку голманот Муслера за 1:0. Дрогба можеше веднаш да изедначи, но напајачот од врвот на 16-тникот биеше над голот. По половина час игра домакините зголемија на 2:0 со голот на Бензема. Третиот гол за Реал дојде во 73-та минута преку Игуаин. На вториот надпревар Малага и Борусија Дортмунд одиграа изедначен надпревар кој заврши со најнепопуларниот резултат 0:0. Многуми не очекуваа средба со голови со оглед на тоа дека двете екипи негуваат офанзивен фудбал, но мрежите мируваа на Ла Росаледа. Геци имаше 200% шанси за гол, но младиот напаѓач на милионерите немаше своја вечер и не успе да го совлада голманот на Малага. На спротивната страна Иско имаше солидна прилика за гол, но Вајденфелер успеа да го одбрани неговиот удар. Реван средбите од четвртфиналето се играат на 9 и 10 април. Во НБА лигата синоќа беа одиграни 12 средби. Њујорк Никс ја продолжи својата победничка серија на 10 победи во низа, а Кармело Ентони покажа уште еднаш зошто го сметаат за еден од најдобрите стрелци во НБА лигата. По оние 50 поени кои ги уфрли во победата над Мајами, само еден ден подоцна ги почести Атланта со 40 поени во триумфот од 95-82. Смит заврши со 19, а Фелтон со 14 поени за Никси, додека најефикасен кај Атланта беше Корбер со 25 коша. Во својот четврти обид, LA Клиперси конечно успеа да ја остварат својата 50-та победа соодвајќи ги Феникс Санс со убедливи 126-101. Со тоа тие поставија нов клубски рекорд за победи во една сезона. Джордан со 20 поени и 12 скокови беше најефикасен кај домакините, за кои Бледсо додаде 17-та, Крис Пол 12 поени и 12 асистенции. Непријатен пораз во битката за 8-то место на западот доживеа Јута, која на свој терен беше совладена од Денвер со 113-96. Галинари со 21 поен и Фарид со 19 поени беа лидери на Нагетси, за кои ова беше 51-ва победа оваа сезона. Хейворд со 18 поени беше најефикасен кај домашната екипа. Во продолжение ги гледаме сите резултати од синоќа, а за вечерва се предвидени само 3 надпревари.